Цивил медија. Сакам да ве поздравам во името на градоначалникот на општина Велес, Аце Коцевски, од општина Велес, кој што се извинува за тоа што поради неговите професионални обврски не е во можност да присуствува на оваа работилници, да ви ги пренесам неговите пораки. Општина Велес, како што претходно кажа, има подпишано меморандум со Цивил за соработка за спречување, односно превенција на насилен екстремизам, што е уште една потврда на отвореноста на општината да придонесе во борбата против него. Сигурна сум дека во оваа работилница ќе даде поддршка за заедничките заложби на општина Велес, основните и средните училишта од Велес, Цивил и полицијата за јакнање на јавната свест и граѓанска едукација на локално ниво против насилниот екстремизам. Екстремизмот кој што ни се јава во општеството треба да биде искоренет уште во самите негови почетоци, а знаеме дека тие почетоци се токму во воспитно-образовниот систем. И затоа е потребно сите работници вклучени во овој процес, заедно со локалната заедница, активно да бидеме вклучени во спречување, односно превенција од насилниот екстремизам. Неопходно е да имаме безбедна средина за живење на локално ниво, преку запознавање на локалните проблеми и градење на заеднички локални стратегии за решавање на проблемите со адекватно вклучување на надлежните субјекти. Образованието на учениците, како наша иднина, е еден од клучните фактори. Сите ние треба да сме чувари на редот и мирот, не само полициските служби. Вие, учениците, кои што и денеска сте на оваа работилница, како генерации на кои ги оставаме ово општество, треба да работите на подигнување на свеста, затоа што насилството не води до никаков резултат и единствен начин за решавање на конфликтот е преку диалог и разбирање. Треба да се стремите кон почитување и толеранција, надминување на стереотипите, предрасудите, кои најчесто се искрата од која се распламтува насилството. Секогаш ке човек да ја почитуваме човечноста. Само така ќе создадеме една средина во која ќе живееме и создаваме сите заедно. На крајот сакам уште еднаш да ви посакам успешна работилница, од која што вашите крајни дела однезе уште еднаш ќе ја потврдат вашата и нашата заложба за мирно решавање на секој конфликт. Најпрво во моје лично име и да во името на секторот за внатрешни работи Велес и во полициската станица од општина Велес да ја поздравам оваа работилница, да поздравам идејата на оваа тема денеска што се станува збор. Поздрав до сите дечиња што направија фантастични преку нивните рачиња ја покажаа денеска пораката што денеска требаше ние да ја пренесеме и тука и се надам дека и преку медиумите. Се надам дека ова соработка ќе продолжи во иднина на повисоко ниво. Значи стоиме отворено како сектор за внатрешни работи Велес. Ја поздравуваме, поздрав до сите присутни тука, така да остануваме за соработка и благодарам многу како организатори. Бевте одлично. Ние на овие наши работилници откриваме една голема тајна, а тоа е дека ние како возрастни всушност учиме од вас. А тоа го представуваме како едукација на младите. А всушност вие знаете многу добро какви се состојбите и какви се решенијата што треба да ги донесеме за да можеме да ги надминеме проблемите. Многу ви благодарам за тоа и можете да си дадете аплауз ако сакате за ова. Ова не е крај на нашата работа. Секогаш кога правиме нешто од овој вид, ние велиме заврши работилницата, но вашите активности допрва треба да почнат. Директорките и директорите, вашите педагози, ликовни педагози, наставници, професори и така натаму, можат со малку труд и малку време и простор да организираат вакви настани почесто во вашето училиште и се разбира, барем од она што јас го знам и во комуникацијата и во соработката и во директните средби со представниците на полицијата, знам дека тие секогаш ќе бидат многу добро расположени да дојдат и да работат со вас, па и да разговараат со вас за тоа што представува безбедноста. Затоа продолжете вака, ако не се сетат возрастните, вие подсетете ги.
Благодарам и честитки за ваквиот начин на едуцирање на нашите ученици, секако воспитно-образовните институции и училиштата, вклучувајќи го интернатот, како втор дом на нашите деца, на нашите ученици, секако треба да бидат место каде што ќе се почитува толеранцијата, мирот, разбирањето, почита гледањето на работите со емпатија и алтруистичко однесување. Поздрав и честитки за работилницата. Цивил медија